Резултатите од вториот круг од локалните избори во Северна Македонија може да донесат многу интересни резултати. Во оние општини каде што повторно ќе се гласа, тие ќе бидат непредвидливи, вели за Гласот на Америка политичкиот аналитичар Джелал Незири. Често се случува кај нас во Република Северна Македонија во вториот круг да се случи пресврт. Значи вториот кандидат кој добил помалку гласови во првиот круг да стане и градоначалник, со тоа што во овој период помеѓу двата изборни круга успеал да договори поддршка од различни политички центри на моќ или пак група на граѓани. Незири предупредува дека резултатите од вториот круг ќе ги одредуваат и политичките текови на национално ниво. Имаме влада која е заснована на тенко мнозинство од само 62 пратеници и во една таква ситуација, вели, помалите партии ќе имаат голема моќ. Од друга страна имаме опозиција која за прв пат после многу години го почувствува тој вкус на победа и ова победа во однос на СДСМ со 50.000 гласови разлика од првиот круг ќе се искористи секако како момент, како политички моментум за да се мобилизираат и така наречените заспани гласачи на оваа партија. За комуникологот Бојан Кордалов, уште поважен е еден друг момент. Според него, пораката која граѓаните ја испратиле уште во првиот круг е јасна, а тоа дека сите политички партии, особено големите, мора да разберат дека треба да се менуваат. За прв пат се движиме околу 50% излезност, а ако продолжи ова темпо и ако партиите не се менуваат, ќе продолжиме да паѓаме и ќе стигнеме под 50% излезност, а тоа е поголемо неучество отколку политичко учество на граѓаните во изборите, од што губи целата држава. Кордалов додава дека време за игри без граници, надмудрување и ставање на лидерите и партиите во фокусот на нивните интереси повеќе нема. Ако успеат и двете политички партии да изгледат едната од она што се нарекува цела земја ВМРО-вска, другата ако излезе од матрицата на она што се нарекува го пуштивме СДСМ на најако, ќе може да се видат промените. Таа е пораката која што граѓаните сакаат да ја видат, да разберат дека даваат шанса на кандидатите и кандидатките да ги променат работите, да ја реализираат програмата, а не дека даваат шанса некој да владее како партија со нив. Втор круг од локалните избори на 31 октомври ќе има во 44 општини. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.